Моето пътешествие низ руралните региони, заборавените села во Македонија, ете ме донесе во незиниот јужен дел, поточно во крајниот јужен дел на најголемата житница во Македонија, Пелагонија, во крајниот јужен дел на општина Новаци, на само неколку километри северно од македонско-грчката граница, во една од десетината равничарски села во општина Новаци, селото Брод, распослано југоисточно од рег Битола, на само десетина километри северозападно од најголемата клисура во Македонија, Скочивирската, на само десетина километри западно од најголемата висоравнина во Македонија, Мариово, во делот кој административно припаѓа на општина Новаци, попознато како Битолско Мариово. Овој пат решив да прошетам низатарот на ова село, да ги надополнам моите досегашни сознанија за ова населено место, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско, римскиот период, византискиот, отоманскиот, а посебно периодот од 1912 до 1918 година, кога во овој регион во Македонија се одвивале воените збиднувања на Првата Балканска и Втората Балканска војна, Првата светска војна, каде што населението од ова село ни криво ни должно било втурнато во 6-годишниот крвав воен судир помеѓу тогашните големи сили, посебно во 3-годишната ровска крвава војна од 1915 до 1918 година, која се одвивала на овие простори меѓу историчарите попознат како Македонски, односно Солунски фронт, военото боиште од 1941 до 1945 година, па се до денешното наше современие. Каде да појдете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секој парче камен, секоја капка вода на вистина е историја на овој регион. За тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби. Ова населено место од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, заклучно со денешното наше современие. Почитувани мои, како по стар обичај кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Македонија, со мене е секогаш мојот речиси 20 кусур години верен пријател, рускиот олдтаймер, джипот од марката КАМАЗ. Почитувани мои, овој пат мојот веќе дугогодишен верен пријател, рускиот олдтаймер од марката КАМАЗ, го остави малку да одмори за да се подготви за престојнава сезона, но и за да ја скратам патната делница Скопје, Велес, Плетвар, Прилеп, Битола, општина Новаци до селото Брод, во должина од околу 250 километри, затоа што ако тргнев, како што и вообичаено, можто реално кинисувам со моето возило за селото Брод, во ова село, како што вели народот, ќе стасав некаде во првите попладневни сати. Затоа, почитувани мои, за да го скратам времето на патување по претходно споменатата патна друмска делница, за да дојдам до мојата дестинација, тргнав со новиот воз кој многумина го нарекуваат кинезот Мао Цетунг, поточно речено Цетунг, по поранешниот кинески државник Мао Цетунг, кој од железничката станица во Скопје, во правец на Битола, според возниот ред секој ден поаѓа во 6 часот и 42 минути. Уживав додека патував. Речиси не забележав кога така народски да кажам, брзо за неполни 3 часа возот со кој јас патував
помина низ Таорската клисура, движејќи се паралелно низводно со реката Вардар, навлегувајќи во живописниот предел на Азот, низ колоритната убавина која со векови ја создаваат долината на река Бабуна и планинските горостаси Мокра планина со Солунска глава, Мочур и Бабуна, застанувајќи за кратко во многовековното село Богомила, накачувајќи се од падините на Орешка чука, неуморно пробивајќи се низ така да речам стрмната желеничка делница од 10 километри се до Богомилскиот тунел, поминувајќи ја неговата 4 километарска должина за неполни 5-6 минути, навлегувајќи во северниот дел на Прилепското поле во правец на Прилеп, продолжувајќи низ Битолско поле, според возниот ред во железничката станица Битола, пристигна околу 10 часот, каде што на железничката станица Битола ме пречека бројганецот Гоце Талевски и откако си рековме здравоживо како сме, што сме, со неговото возило Volkswagen Passat, го продолжи патувањето во правец на селото Брод, по 35 километарскиот асфалтиран регионален пат Битола-Меджитлија и некаде по поминати 20 километри во непосредна близина на селото Кременица се вртевме лево, движејќи се по локалниот исто така асфалтиран пат Кременица-Гермијан, Бач Скочивирска клисура и по поминати 5-6 километри кај местото викано Живојничка крстосница, повторно свртевме лево, но пред да продолжиме да се движиме по последната наша патна етапа во правец на неговото родно село Брод, мојот домаќин Гоце Талевски ми предложи малку да позастанеме, да се одмориме, да вратиме душа. Се разбира, со задоволство го прифатив неговиот предлог. Моето патешествие низ селата во Република Македонија ете овдека ме донесе во низиниот јужен дел, поточно речено во јужниот дел на Пелагонија. Овдека на ова раскрсница се наоѓам во регионот наречен во Завоја на Црна, а меѓународот попознат како Мариовци, Мостенци и Мајровци. Ќе одам во селото Брод, да го посетам ово село, мештаните да ми раскажат многу приказни кои што нив им ги раскажувале нивните дедовци и баби. Со обид преку овој нов документарен запис, тие приказни легенди кои што им ги раскажувале на овие мештани нивните дедовци и баби, да ги откриеме и да не ги оставиме на правта на заборавот. Оваа рамнина што ја обкружуваат планински горостаси, Селечка планина на северо-исток, кај Макчалан на југ и најголемата клисура во Македонија, Скочивирската клисура на исток, се вика Мајровско-Мостенско-Скочивирско поле, кое представува крстопат каде се вкрстуваат неколку патни правци. Едниот патен правец е и овој по кој ние дојдовме, а тоа е Битола-Меджитлија, Меджитлија-Кременица, Кременица-Гермијан Бач, Бач село Живоњо, село Сојич, село Попадија, кое се наоѓа во Егејскиот дел на Македонија. Вториот патен правец е Скочивирската клисура, село Петалино, село Ивени, село Грумази, село Будимирци, село Старавина. Третиот патен правец е село Бач, кој води во правец кон селото Гнеотино, село Рибарци, до административниот центар на општина Новаци, селото Новаци, а оттаму до Битола. Ова рамнина каде што се наоѓаме сега и хоризонтот што не окружува, се до влезот на Црна река во Скочивирската клисура, во историската наука е попознат како Завојот на Црна. А зошто, ќе ти раскажам подоцна, ни вереше мојот домаќин Гоце Талевски. По краткиот престој стаснавме село на сред село. Почитувани мои, овдека ова ширина на селото Брод, кои околу ова ширина се сместени трите мала, е сред селото. Овдека во ова сред село, за Божик, за Бадник, за Великден, за Илинден, вриело од народ.
Ovde ке се виделе ората, ред моми, ред невести, ред бејчери. За жал, денеска само остана сред селото и куќите кои што овдека се градени пред 50 и повеќе години. Зоране, ми велеше моја домаќин, а воедно и водич ни селото Брод, Гоце Талевски, моево родно село има не само богата, туку и бурна историја. Ете, може самиот го гледаш ова спомен обележје, што неодамна е поставено и записот клесан во доломитнава карпа, зборува за богатото историско минато на моево село. Низ бурните ветрометини на воените збинувања на овие простори, речиси сите империи кои ги познава човештвото во источната и западната цивилизација, како што умеат да ја поделат, воопшто ако така можам да речам, големите империи кои војувале на овие простори пропаднале, а врз урнативите нивни се раѓале нови и така се до безкрај. Арно, ама, како што и самиот можеш да забележиш, во записов клесав во доломитнава карпа, сите завојувани страни се запишани, само македонци нема. Запишено е дека овде на овие простори војувало цивилно население. Од 1912 година па се до 1918 година, овдека, во овој дел на Македонија, во јужниот дел на Пелагонија, боиштето трајало 6 години. Народот овдека, македонскиот народ кој што бил мобилизиран, 6 години трпел, 6 години го снабдил фронтот, а овдека позади мене неодамна е откриено едно ново спомен обележје. Зошто го спомнувам ова ново спомен обележје? Затоа што во сите историски документи, каде што македонските војни учествувале во било кој дел на армиите, било тоа да биде Антантата, било тоа да бидат силите на Оската, никаде не ги пишува. А и за жал, и овој споменик што е овдека, пишува цивили. Кои цивили? Кој е цивилно население? Почитувани мои, оставам на вас да вие самите дадете заклучок кои цивили се разбира, македонците, македонскиот народ. Зоране, имам еден предлог. Пред да те прошетам низ моево родно село, како што ќе одиме од еден сокак во друг, од една селска улица во друга, од едно патче во друго, од едно мало во друго, сакам да ти раскажам една од многуте приказни што ми ги раскажуваа не само моите соселани, туку и од едни историски податоци кои ги најдов кај еден многу учен човек, инаку македонец по род, роден во селото Вруток, во 1914 година, живеел во Белград, починал во 1997 година, еден од непознатите не само во рамките на балканскиве простори, туку и во светски рамки, географ и антрополог доктор Јован Трофиновски, кој нали како и ти ја крстарел Македонија во минатиот век и речиси забележал податоци за сите села во Македонија, па така во научниот труд селските населби во Битолско-Пилепската котлина за моето родно село Брод има нешто запишано. Неговиот предлог со задоволство го прифатив. Почитувани мои, додека сето ова ми го раскажуваше мојот домаќин, а воедно и водич низ селото Брод Гоце Талевски, се присетив на моите досегашни сознанија за ова населено место, како на вам, така и на нему му предложив, пред да ми ги каже историските податоци кои ги прочитал во научниот труд на доктор Јован Трифуновски, селските населби во Битолско-Пилепската котлина, да го запознаам со моите досегашни сознанија за селото Брод, кој и тој со задоволство го прифати, а во продолжение на овој документарен запис и вам да ве запознаам. Прв пат селото Брод во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се спомнува во мноштвата црковни повелби и житија
кои датираат од првата деценија на 10. век и црковните записи кои датираат од византинскиот период, поточно речено од 1020 година, за време на владеењето на византинскиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентив од 1257 година, во грамотата на византинските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото Оброд припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодатен многовековен бисер Свети Димитрije Солунски, меѓународот попознат како Чебренскиот манастир, во црковните повелби од 1346 година на царот Стефан Душан Немањич, во црковната повелба од кралот Стефан Урош V Немањич, Урош Несилниот, издадена во обновениот Чебренски манастир од 1355 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрije Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин крал Марко од 1371 година, посветени на манастирската црква Свети Димитрije Солунски и на манастирската црква Христово Воскресение како составни делови на манастирскиот комплекс Чебренскиот манастир. Во пишаните отомански дефтери, селото Брод првпат се спомнува во отоманскиот пописен дефтер од 1468 година под името Чернава Брод, кога броело 67 семејства, сите рисјани, со 400 жители, каде што е запишено дека во селото живееле попот Никола, попот Милош кој бил син на попот Никола и попадијата Дафина. Во отоманскиот дефтер од 1530 година, која се однесува на селото Брод, е запишено дека во селото Брод имало 83 ханчиња, 9 неженети и 8 вдовици. Во отоманскиот пописен дефтер од 1468 година селото Брод е заведено под името Градиново. Во истиот пописен отомански дефтер во некои делови селото Брод е запишено и како село Брод, Градиново и Градилово. Селото Брод е запишено и во пописниот дефтер од 1662 година, кое им припаѓало на Вели Паша, Устреф ага, Демо ага и Нури Паша, во кое живееле 65 домаќинства, сите рисјани. Во отоманскиот дефтер од 1670 година е запишено дека вкупниот данок кое селото го плаќало изнесувал 1380 акчиња, каде што исто така селото било задолжено да плаќа данок од пченица 10 мудови, данок од јашмен 1 муд, овес и рж и од улишта 98 акчиња, а од усур од овоше 30 акчиња. Почитувани мои, ово позади мене што гледате. Оваа слама овдека што стои над зидот асоцира дека овдека било трло. Овдека на вечер, на зима, мештаните до ова село ги прибирале овците, а овдека позади мене, по ова трло, ги прибирале јагнината. Овдека во селото Брод го нема джагоро на децата, овде во селото Брод ги нема овците, ги нема козите, ги нема воловите, ниту оратните, ниту пашитите. Овдека во селото Брод веќе се е замрено. Во отоманскиот дефтер од 1640 година е запишено дека отоманските власти од битолскиот или римскиот кадилак испратиле барање до падишахот, од кого бараат помош за борба со ајдуците. Како резултат за тоа постапка, падишахот испратил специјален чиновник во Битолско и Леринско за да ја увиди состојбата на лице место. Исто така, во овој отомански дефтер е запишено дека 131 село се обврзале дека нема да ја допустат појавата најдуци во нивните атари.
Во Томанскиот дефтер од 1643 година е запишено дека падишакот официјално признава дека сите села во Битолско се ајдутски. Во истиот Томански дефтер исто така е запишено дека во Битолскиот и Леринскиот вилајет била формирана посебна воена единица на Отоманската империја наречена Мартолози, која била составена од христијани кои биле врзани да вршат воена служба. Во втората половина на 17 век селото Брод му припаѓало на тимарот Мехмед Паша, чии негови неколку чифлици ги раководеле Хаджи Шукрибек, Адилбек и Исмаил Каза Сага. Во ова време во селото живееле 47 домаќинства, сите рисијански. Пред крајот на турското владење, собственици на чифлиците во селото Брод биле Мухарем Ефенди, Заде Ахмет Ефенди и Спахијата Кара Мехмет, кои припаѓале на солунскиот турски род Казаслар, Тевди Бек, Аджи Абдула Бек и Аджи Рауф Бек. Овие чифли сајби изградиле неколку кули кои денеска не постојат, каде што околу овие беговски кули своји живеалишта имале изградено чифчиите кои работеле на чифлиците на претходно споменатите бегови и аги. Почитувани мои, во оваа зграда позади мене пред 50 години се наоѓаше местната канцеларија. Тука беше матичарот, тука беше поштарот. Овдека младоженците доаѓа да го кажат судбоноста да, за да создадат своје семејство. Исто така во оваа зграда пред 50 години се наоѓаше и амбулантата. Тука доаѓаше редовно доктор и медицинска сестра, а овдека мештаните од селото Брод и од околните соседни села, кога ќе дојдеја тука да се прегледаат, да му се пожалат на докторот, тој со еден убав, благодатен збор ќе ми речеше: добри сте, не се секирај, оди си дома и оди поздрави си, да се бидиш здрав и жив. А тој си одеше дома и со овие зборови велеше: давајчике моја, наполни ми го торбето со храна, да се ги земам воловите и да си орам. Почитувани мои, овде по зади што се наоѓа ова зграда, продолжуваме селото Брод, да видиме како денеска селото живее. Дека селото Брод на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патриаршија од 1394 до 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стеван Верковиќ. Според Васил Крнчов, селото Брод било средно големо село во Битолската каза во состав на Отоманската империја. Во 1900 година Брод имало 490 жители христијани. Во почетокот на 20 век селото е центар на гркоманската пропаганда под воство на Цариградската патриаршија. Додека пак, според податоците на секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, во книгата Македонија и незиното христијанско население, објавена во 1905 година, во селото Брод имало 520 христијани патриаршисти. Додека сето ова на мојот домаќин и воено водич низ селото Брод Гоце Талески му го раскажува, тој ми се обрати и со овие зборови: колку што ми е мило што ме запозна со овие информации за мојево село Брод, толку и се радувам што ете Зоране Господ ми те донесе во мојево село Брод на нашата селска слава Свети Ѓорѓија, која за жал денеска во селото гости доаѓаат во преостанатите неколку семејства, ќе им направиш голема чест на сите ние што останавме да го чуваме родното огниште, да не изгасне, да не бидеш гостин не само на заслугот,
туку и на појадокот, ручекот, ужината, заеднички да ја пречекаме нашата селска слава, како што од памтивека нашите дедовци, баби и родители ја празнувале, но за жал без вечерна божествена литургија во црквава, ми рече: "Навистина ми се радува душова што ме поканивте и ќе останам. Само под еден услов. Прво да прошетаме ни селово, да се видам со престанатите мештани во селово, да се помоабетам со нив, ама и да ми ја раскажеш приказната за информациите што ги имаш од доктор Јован Трифуновски, кои ги имаш прочитано во неговиот труд Селските населби во Битолска-Прилепската котлина." На шега му реков. Речено сторено, ми рече. А мојот пријател Гоце Талевски вака ја започна неговата приказна. Во книгата што јас ја прочитав, напишена од доктор Јован Трифуновски за моето родно село Брод, пишуваше: "Селото Брод се распостила во непосредна близина на влезот на реката Црна во Скочевичката клисура. Сместено е помеѓу речното корито, кое меандриски се извива на јужната страна од него и на висточината Ѓетен, која се извива северно на селото." Еве сега се наоѓаме во полето на селото Брод. Овдека се наоѓа на местото каде што се влева Елешка река во Црна река. Позади мене се наоѓа каскадата на Елешка река. Почитувани мои, предлагам преку окото на камерата да погледнете и да уживате што е рај, што е убавина. Ова е овде таа каскада на Елешката река, а тука е реката Црна. Соседни села на селото Брод се Бач, Добровени, Велесело и Гнеотино. Селото со вода за пиење се снабдува од неколкуте извори и од Црна река. Селото Брод има неколку топографски селски викани места, како што се Кутлишта, Измидол, Чепен, Бела црква, Гладно поле, Јамиште, Копачка, Бара, Градилово и Гола глава. За местото Бела црква, кое се наоѓа западно од селото до коритото на Црна, се претпоставува според некои устни сведоштва дека тука порано во минатото имало црква. Патот од селото Брод за живоњо се двои на раскрсницата викана Дервен. Десно се оди за Бач, Гермијан, Кременица, Меджитлија и понатаму кон Битола и кон Лерин. Лево од Дервенот се оди за Добровени, Скочевир и Маријово, додека право од Дервенот се оди за Живоњо, Соиќ и во селото Попадија, кое денеска се наоѓа во егејскиот дел на Македонија. Селото Брод е од збијан тип. Брод е старо македонско село со сочувани старински македонски родови. Алувијалната рамнина на Црна река, која во минатото пред мелиорацијата на коритото на запад била широка и водопловлива низина, а при влезот во Скочевичката клисура се спојувал во еден теснец широк околу 200 метри, покрај кој теснец како најлесен премин се формирало селото Брод. Пред да се изведат мелиоративните активности на коритото на Црна река во 1956 и 1958 година, таа беше богата со краб, мрена, сом, јагула, карас и други сладководни риби. Во текот на зимските месеци блатото замрзнувало, а селаните се движеле по него со запрежни коли. Покрај со риби, селаните се снабдувале со трска за покривање на куќите и шамак за плетење на ругузини, врз кои се спиело.
Во атарот на селото се наоѓаат неколку археолошки локалитети, како што се Сарај, кој представува некропола од железно време. Се наоѓа под селото на левиот брег на Црна река, кога при регулацијата на нејзиното корито во 1954 година била откриена некропола на која во истата година биле извршени заштитни ископувања. Гробните конструкции се од сиво-зелен шкрилец и во облик на циста. Бела црква е археолошки локалитет кој представува населба од неолитско време. Се наоѓа во непосредна близина на утоката на Елешка река во Црна река, каде што по површините на нивите има множество фрагменти од керамички садови и орудија од камен и кремен. Таа представува населба подигната на лесна тераса на речното корито на Црна река. Джепен е населба од железно време, а се наоѓа на километар и пол североисточно од селото, на брдото наречено Стрмен рид, кој доминира на долината на Црна река, каде на површината на широкото заравнето плато се стречава фрагменти од керамички садови. О, домакине, дома си? Дома су, бурум на гости. Имаме гости, бурумте. Добро вечер, за новогодини денот. За убаво, со среќата е, за година повесели. Честито, да. Стари македонски фамилии во селото Брод се Илиовци, Кржевци, Сталевци, Талевци, Аркуловци, Тасевци, Роглевци, Божиновци, Чаевци, Карабашовци, Трајановци, Нешовци, Романовци, Кузмановци, Карападжиновци, Мицевци, Терановци, Диневци, Секуловци, Шапкаровци, Котевци, Толевци и Кржевци. Додека пак семејниот род на Јолевци некаде околу 1890-1900 година отишле од Брод во Градилово, но се вратиле во Брод во 1912 година. Доселени фамилии во Брод биле Поповци, родот го формирал Неделко, кој се доселил во Брод како свештеник кон крајот на 18 век од селото Раково кај Лерин. Овој род давал селски попови. Од овој семен род води потекло семенниот род на Шабановци, чие старо презиме им било Јовановци. Мојановци во селото Брод се населиле од Велесело во периодот од околу 1880 година. Во Велесело припаѓале на старинскиот род Карџовци. Семејниот род на Аспаровци во селото Брод свое семејно огниште свиле околу 1870 година од Градилово. Велјановци во селото Брод се населиле околу 1885 година од Тепавци. Таму имале родини по потекло од околината на Корча, Албанија. Димковци водат потекло од селото Скочивир, а во селото Брод живеат од 1885 година. Сивевци водат потекло од селото Сливница, а оттаму се иселиле во 1885 година. Враговци во 1900 година се иселиле од Велесело. Тие имале истоимени родини и во селото Бач. Местачовци, кои порано се нарекувале Стојановци, се од мегленското село Пожар, од каде најпрво се преселиле во Скочевир, а од Скочевир во 1890 година во Брод. Семејниот род на Положаните дошле во 1912 година од Полог, кога тоа село било запалено. Симоновци водат потекло од Скочевир, а од 1912 година живеат во селото Брод. Печковци се доселуваат во 1912 година, Куризовци во 1912 година, а Стрезовци во 1914 година, сите од селото Градилово. Овдека во селото Брод, во било која домаќинска куќа да влезете. Понештар адат и обичај, откога ќе
гостиној ќе викни о домаќине тука си, а домаќине ќе речи бујрум помери, ќе ве пречекаат со домашна бродска комова или шливова ракија. Препечена. Добре те најде домаќине. Добре дојдовте. Арен си ми. Супер, вие како сте? Од Бога сполајме, еве, сум тука денеска во селото Брод на денот на Свети Ѓорѓе. Убаво. Ме поканија мештаније да и посетам и да направиме еден документарен запис. Ракичево колку степени има? Или предо 53. Ајде, добро. Пробај го. Препеквано. Старите велат со едно чаше не можеш да осетиш. А уште една голка да направиме. Со една нога не се оди, со две. Така е. Сега веќе подруго. Знаеш како грее. А ова домашна ракија нема да ти ја печи душата. Туку ќе те загрее. Те загрее лекува. Така. Сега вика као што вика домаќинот, уште една голка за лек. Охо. Стварно така ова е. Казанчето тука. Колку свари ова година? Годинава помалце свари. Да. Сливи нешто 40 кила и 40 Доста е. од грозје. Немаше грозје. Така. Многу бастри го фаќате. Абе, види сега. Земеделието е под ведро небо. Така? Стално е под ведро небо. Од Брод порано немало иселување на населението. Единствено било познато дека една фамилија од родот на Мицевци се иселила во Битола. Масовното иселување почнало од 1961 година. Почитувани мои, додека сето ова ми го раскажуваше мојот пријател Гоце Талевски, не осетив како брзо ни помина патот влегувајќи и излегувајќи од едно селско сокаче во друго, од една селска улица во друга и од еден селски двор во друг селски двор. Првата така да ја наречам моја средба со бројани беше во црковниот двор на селската црква Свети Никола. Многу бе пријатно изненаден од гостопримливоста на мештаните. Откако и со нив си рекол заложиво, си го почнавме муабетот надолго и на широко, вурес и вукрес, за се што било, за се што не било и за се што ќе биде во иднината што се вели. И откако на моите бројѓани им реков дека тука ќе бидам во ниново село, заеднички да ја дочекаме нивната селска слава Свети Ѓорѓија, на шега на мојот пријател му подвикнаа: "Немој нашиот гостин да се го пуштил да се замине од селово. Ние меѓувреме ќе им подвикнеме на наши веселани, да им кажеме дека вечерва во селово имаме голем гостин и дека сите ние ќе го чекаме пред вечер да ни дојде наслава во нашево село." Почитувани мои, во продолжение на оваа репортажа предлагам да погледнете дел како моите домајчини, преостанатите неколку фамилии, го пречекаа заслугот на нивната селска слава, посветена на заштитникот на нивното село Свети Ѓорѓија. Домаќине, еве одека се наоѓаме во твојата куќа, кај што денеска ти е слава, куќна слава, Свети Ѓорѓија. Ајде, овој еден благослов. Ајде, Зубо. Добро дојдовте на славата, да ни е среќен дено, славата и животот наш. Стар живот да живеат и децата и сите на поколенијата. Ајде за вода. Ајде. Добро, ајде здраве живи да сме. Живи весели. Ајде Зумбово. Добро најдовме. Уште една порака заедно со мојот домаќин Ѓорѓи. Дојдете во Република Македонија. Дојдете овдека во Пелагонија, во јужниот дел на Пелагонија. Дојдете во општина Новаци, во селото Брод. Овдека на славите, пред се на славата Свети Ѓорѓија, но и на другите македонски православни христијански празници, и за Божик, и за Великден, и за Илиден, затоа што ако ние македонците, не ги славиме славите кои што ни ги оставиле нашите предци, кој друг ќе ги слави? Се разбира, само ние. Домаќин уште еднаш, нека ја више славата.
за добро. За здравие, Здраве, среќа, сме. за сите да пиеме. Чуте Господ. И, како што е адетот, за заслугот, пред вечерата се пие ракија. Домајчине, 60 степени има, ракичево. Бог знае, тук. Има Бога ми. Ама да ти кажам една работа. Си ја сварил мекамски. Да. Мекамски Бога ми. Ракичето, велеше дедо ми покоен, да те загрее, така? Така е. Значи, едно ќе речам, ракичето, салатичето, киселата зелка на времето, со пиперец и грена ракија, со песна убава македонска, ечеше. Но и овој ќе ви кажам, почитани мои. Останувам ова вечер, овдека, во Светоброд, на заслугот, а утре на литургиската утринска молитва во црквата, иако нема поп, сепак мештаните ќе отидат во црква Свети Никола, да запала свеќа, а потоа ќе отидем низ селото, низ тие 4 семејства кои што стара, за појадок, ме покани да останам и за ручек, и за ужина. А зашто ме поканија? Имаме предлог да ја последите ова репортажа како овдека во Светоброд од памтивека до денешен се чекаше Свети Ѓорѓија заслугот, утринската молитва, појадокот, ручекот и ужината, затоа што секој дел од ова слава си има своја законитост. Ајде, зубово си добро. Заедно зубово. Убаво е. Много убаво. Дојдете стварно, дојдете. Сега седнете, бурумте. Со задоволство. Со задоволство. Не, седнете сега, ќе јадеме. Значи, се како ќе дојде поред. Така? Да, Ето, да. седи домаќине и ја ќе седам. Ај, сега вака едно. Ај, уште едно овој да наздравиме. Зубово, дај. Зубово, добро. Ајде, зубово, здрави, живи. Здрави, живи, среќни, да години уште поубаво. Чулте, Господ. Така. Почитувани мои, многу те приказни што ми ги раскажа моите домајчини за битисувањето на нивното родно село низ вековите кои одамна оставиле трага врз животот на селаните од ова населено место, ќе ги погледнете во следната репортажа.